Интач со доктор Чарлс Стенли. Споделување на Евангелието низ целиот свет. Следно на програмата Интач. Силен живот. Вие може да имате силно тело, а да имате слаб живот. Може да имате силен живот и слабо тело. Или може да имате силен живот и силно тело. Сите ние знаеме што представува силно тело, но што представува силен живот? Тоа е она за што сакам да зборувам во оваа порака. Како што рековме, имаме 3 во оваа серија – црква и семејство, а сега и целата идеја за силен живот. Што е силен живот? Затоа сакам да свртам на еден многу познат пасус што совршено го опишува она за што зборуваме, и тоа во глава 7 од Матеј во проповедта на гората, почнувајќи од 24 стих. Колку пати сте го прочитале ова? Затоа сакам да гледам на ова во светлината на силен живот. Исус рече во стих 24. Затоа секој што ги слуша овие мои зборови и постапува според нив, може да се спореди со мудар човек кој ја изградил својата куќа на карпа. И падна дожд, дојдоа поплави, ветровите дуваа и удираа во таа куќа, а сепак не падна, зашто беше основана на карпата. Секој што ги слуша овие мои зборови и не постапува според нив, ќе биде како безумен човек кој ја изградил својата куќа на песок. Дождови паднаа, поплавите дојдоа, ветровите дуваа и удираа во таа куќа. И таа падна. Голем беше незиниот пат. Кога Исус ги заврши овие зборови, мноштвото беше зачудено од неговото учење. Зошто ги поочуваше како некој што има власт, а не како нивните книжници? Кога гледам во стиховите и размислувам за сите нив во Библијата кои зборуваат за животот и така натаму, еве совршена слика за слаб и силен живот. И запомнете го ова. Секој од нас се уште го гради својот живот, без разлика дали имате 16 или 76. Вие се уште го градите својот живот. И она што сме ние однатре, ја прави сета разлика во светот. Ако некој треба да го погледне вашиот живот и да се обиде да открие што е точно за вас, дали имате силен живот или слаб живот, што би рекле тие? Сега, ако те погледнат, може да речат, па тој мора да има силен живот. Таа мора да има силен живот. Но што би рекле кога ќе дојдат овие тешкоти, страдања, испити и неволи? Како вие реагирате во тие денови? Така проценуваме дали нашиот живот е силен или слаб. Значи, она што сакам да го направам оваа порака е ова. Опишете силен живот. Знаеме што е слаб живот. Што е силен живот и како нашиот живот станува силен. Нема прашање дали ќе се соочите со испити и бури или не. Тие доаѓаат и тие ќе откријат кои сме ние, какви сме и на што се гради нашиот темел. Вие како родител треба да размислите за ова. На вашите деца им вградувате цврста основа која ќе им овозможи да се соочат со секоја и со сите ситуации во животот што доаѓаат. Или, можеби, ќе го занемарите тој дел од вашата дисциплина во животот за нив, и тие ќе дојдат и ќе бидат разнесени од основата. Со било каква основа требаше да започнат. Често пати родителите велат, па не можам да сватам, едноставно не можам да верувам дека се однесуваш вака. Можеби никогаш не сте изградиле основа во нив, што ќе им ја покаже како да се соочат кога ќе им дојде порој од искушенија. Кога ќе им дојде бура од испити, разочарување и болка во срцето, кога има загуба во нивниот живот, како реагирате? Ако немате силен живот, не реагирате правилно. И често пати кога ќе дојде таа бура, наместо да застанете силни и да ве изгради посилни, што се случува? Едноставно ова, подклекнуваш. Често пати човек ќе си го растори и уништи животот. Сакам да размислиме за овие карактеристики и ако сте мудри, ќе ги запишете. Сите тие ќе бидат на екранот. И сакам да ве охрабрам да го направите ова. Не само за да ги запишете, туку, слушајте, бидете доволно силни, доволно храбри, ако е потребно да ги запишете, однесете дома и да ги ставите на масата покрај креветот. А вечерва, пред да си легнете, само прочитајте ги и поставете си го прашањето. Господи, број 1. Во оваа област, дали во мојот живот јас сум силен овде? Упс, не треба да го правам тоа. Господи, што со ова? А што со тоа? Со други зборови, направете мала анкета.
Некој вели, не треба да го правам тоа. Не треба, но ќе бидете мудри ако го сторите тоа, затоа што, внимавајте, колку сте силни, ќе знаете само кога ќе дознаете кои се вашите слабости. Ако не знаете кои се вашите слабости, ѓаволот сигурно ќе ве сопне. Некој вели, јас никогаш не би можел да бидам искушуван од тоа. Тоа никогаш не би ми се случило. Се ставивте себе си за напад, бидејќи сатаната нема да го игнорира тоа фалење. Затоа сакам да слушате внимателно и да размислите кога ќе ги спомнам секој од овие, каде се вклопува тоа во мојот живот. Значи, да почнеме. Првото е ова. Силниот живот ја става нашата доверба во Исус Христос како свој личен спасител. Тоа е силен живот кој започнува со лична врска со Исус Христос како спасител и господар на својот живот. Тоа е прво. Тоа е најважно. Не можете да го ставите тоа на друго место, освен на почетокот. Тоа е основата, дека сте поверувале во Исус, односно, можете да погледнете назад во вашиот живот и да го знаете тоа во одредено време. Или неделата, па дури и месецот, или можеби и годината. Но вие знаете во одредено време, се сеќавате дека сте му го дале животот на Христос и знаете дека сте спасени. Тоа е основата, доказ дека имате силен живот. Второто е ова, дека сте водени од Светиот Дух. Личноста која има силен живот е водена од Светиот Дух. Кога Исус те спаси, тој го испрати Светиот Дух во твојот живот за да се всели во тебе. Зошто го испрати? Тој го испрати од едноставна причина што тој знаеше дека ние не можеме да живееме соодветно одвоени од него. Ова е причината зошто тој им рече на своите ученици: пред да започнете да ја исполнувате големата задача, вие се уште не сте подготвени. Вие не сте подготвени се додека Светиот Дух не ве исполни и не ви овозможи и овласти да го правите она што јас ве повикав да го правите. Вистината е дека секој силен живот е живот во кој живее Светиот Дух и го има него за Божјата цел, да не води и управува. Не можеме да гледаме наоколу, да читаме весник или да слушаме, или да гледаме телевизија и да дознаеме како да донесуваме одлуки. Откриваме како да донесуваме одлуки така што доаѓаме кај Бог, барајќи од него, а Светиот Дух кој живее во секој верник ќе ве води. Тој ќе ве оспособи. Тој ќе ви ги покаже патиштата по кои треба да одите и одлуките што треба да ги донесете во животот. Тој ќе ви покаже кои се најмудрите одлуки. Мудриот човек ќе ги слуша поттикнувањата на Светиот Дух во својот живот. И затоа, кога Божиот Дух зборува, не можеш да кажеш: "О, тоа е само мое чувство." Знаете што? Бог зборува јасно, незвучно, но тој зборува многу јасно и често посилно отколку звучно, затоа што тој ќе го импресионира вашето срце, вашиот живот, вашиот ум, вашето внимание на одредена област од животот со кој се справувате. Тој се обидува да ви каже нешто. Силниот живот го слуша поттикнувањето на Светиот Дух. Трето, силниот живот го има овој приоритет во животот, а тоа е поминување време сами во молитва со Бог. Поминувањето време сам со Бог во молитва е, слушайте, ова е поврзувачка точка што ја имаш со Бог. Гледаш насекаде околу себе, можете да читате ова и она, но вашата врска со него е времето што го поминувате со него во молитва. Луѓето велат: знаеш што, едноставно се наоѓам себе си премногу зафатен за да се молам. Не. Слушајте, тоа е погрешно усогласување на она што е важно во вашиот живот. Најважната работа во вашиот живот е вашата врска со него, вашата поврзаност со семоќниот Бог. Тоа е оној со кој разговарате. Тоа е единствениот кај кого вие ги носите вашите потреби. Силната личност има силен молитвен живот. Никогаш не сум сретнал силна личност, навистина, која немала силен молитвен живот. Можете да поминете со малку молитва овде и таму, но знаете што? Тоа не те прави силен. Силниот живот има комуникација со Бог. Знаеш како да разговараш со него. Знаеш како да го слушаш. Знаете како да му ги донесете на него вашите потреби, болки, радости, мир и се друго. И тоа е апсолутен основен дел од вашиот живот. Всушност, ако размислувате како да ги научите вашите деца во животот, ако не ги научите рано во животот, најпрво со пример, молејќи се за вашите деца, внимавајте, вие сте ги измамиле, вие сте ги скратиле од нешто. Слушајте, вие сте ги повредиле на повеќе начини отколку што некогаш ќе дознаете. Тие ќе пораснат мислејќи дека треба да сватат се. Тие мора да зависат од вас за се. Не, тие треба да пораснат верувајќи во своето срце дека семоќниот Бог
е нивниот Бог. Тие знаат што е молитва и знаат кој е Бог. И учете ги да поминуваат време во молитва со Бог секој ден. Нема ниту еден од нас кој е премногу зафатен за да се моли. Сега, ако кажете на Бог дека сте премногу зафатени за да се молите, еве што може тој да направи. Тој може само да ве легне со нешто што ќе ве стави во болница околу 2 недели рамно на грб. И тогаш се што треба да направите е да се молите. Некогаш ние си носиме работи на себе си. Господи, би сакал да имам време. Тој ќе ви даде време. Вистината е дека имате време. И времето што го имате е времето што тој ви го дава. Прашање е, вие како избирате да го поминувате времето? Слушајте, то не е трошење на време. Не можете да го вложите вашето време на начин што е посилен. Те прави посилен, отколку да се молите и да разговарате со него секојдневно. Слушајте, тоа не е само навика, тоа е секојдневна дисциплина во вашиот живот. Тој е прв над се друго. Многу важно за силен живот. Потоа се разбира, силен живот се гради врз учењата на Словото Божјо и, слушајте, нивната примена. Едно е да се слушне, но да се применува е нешто друго. Така, кога ќе дојдете во недела наутро, например, фаќате белешки. Што правиш со нив? Тоа е апликација. Размислувам за тоа, колку луѓе одат во црква недела по недела, години и години. Тие никогаш не носат Библија. Тие никогаш не фаќаат белешки. Тие не можат да ви кажат ништо што кажа пасторот. И тие години и години подоцна не можат ништо да ви кажат. Зошто? Затоа што го слушнале, но не го примениле. Ние мора да го применуваме. Размислете за сите звуци што ги добивате во секој даден ден. Без разлика дали е телевизија, радио, сообраќај, луѓе што зборуваат што и да е. Звукот на Словото Божјо и звукот на гласот Божји е најважниот звук. И јас и ти не можеме да направиме ништо поважно од тоа, освен да се храниме со Божјото Слово. Например, ми покажуваш некој си силен живот и ако продолжиш да разговараш со нив малку време, тие ќе издесат некаков стих што Бог го ставил на нивното срце. Сите ние кои сме биле низ тешкоти и искушенија, имаме библиски стихови што Бог ги ставил на нашето срце за да не водат низ тешки времиња. Ако не ја читате Библијата, немате, ќе речеш, па тоа е некаде некој стих во Библијата, оди вака. Знаете што? Тоа нема да функционира. Некој ќе каже понекогаш, зошто ја држиш таа Библија горе? Затоа што се работи за тоа, не се работи за моето мислење. Се работи за светиот Бог кој не создаде и има волја, цел и план за нашиот живот, кој ќе биде таму кога ќе умреме, кој ќе не повика на суд. Сето ова е за Него, за Неговата врска кон нас и нашето место во животот. Затоа ја држиме Библијата горе. Одите во црква за да бидете поучени во Божјото Слово, не само да одите во црква за да ја спасите вашата совест, но тоа е токму она што некои луѓе го прават. Доследно. Слушайте, личноста која има силен живот постојано му се покорува на Бог како навика и се обидува и се труди сите последици да ги остави на нему. Некогаш ние не го правиме тоа. Затоа реков се обидува. Ако, например, имате навика да се покорувате на Бог, размислете за ова. Како следбеник на Исус Христос, да не го послушаш Бог, треба да биде исклучок на твојот живот. Да му се покоруваш треба да биде норма во твојот живот. Зошто? Затоа што за тоа сме создадени. А силен живот е живот кој се гради на послушност на вистината на Словото Божјо. Потоа се разбира, едно од областите на силниот живот е тоа што го гледаме Господ Исус Христос како силата на нашиот живот. Сега размислете за ова за момент. Павле рече, се можам да направам преку Христос кој ме зајакнува. Тој е во затвор, тепан, врзан со синџири, затворен. И знаете што? Основата му била толку цврста, така да, што и да правеле, никогаш не го обесхрабрувале. Никогаш не го натераа да се откаже. Тие се обидоа да го спречат, да го искушат, убиство, до се друго. Зошто? Затоа што беше силен. Тој беше силен во Словото Божјо. Тој беше силен во врската со Бог. Тој беше силен во својата послушност кон Бог. И тој во своето срце знаеше дека силата на неговиот живот не е во неговото тело, туку во неговата врска со Исус Христос. Тоа е местото каде што лежи нашата сила во врската. И сите овие други работи се дел од таа врска. Така да, поставете си го прашањето. Колку е силен вашиот живот? Колку од твојот живот? Например, стануваш наутро и велиш, јас ќе го направам ова и она. Колку често стануваш да кажеш, татко, сакам да ти се заблагодарам што ти си мојата сила денес. И ако имаш многу тешка работа, дали некогаш ќе му кажеш,
Господи, ни треба Твојата сила денес за да го завршам тоа. Не знам ни како ќе можам да го правам тоа што треба да го правам. Ти си мојата сила. Сега, она што го направивте вие, го поканивте Господ Бог во вашиот живот, така да се каже преку Неговиот Свети Дух, за да ве оспособи, зајакне и охрабри. И не дозволувај да се откажеш, бидејќи со Него ти можеш да постигнеш се што Бог ти поставил да постигнеш. Потоа се разбира изразување љубов и грижа за другите луѓе. Ако не можете да изразите љубов и грижа за другите луѓе, не сте силни. Ако не можеш да сакаш, не си силен. Љубовта е едно од основните. Слушайте, кога Павле го опишува плодот на Светиот Дух, од каде започнува? Љубов, радост, мир, љубов. Сакајќи некој друг, вие се давате себе си на некој друг. Може да им дадете работи или можете сами да се дадете. Со други зборови, најмногу од се да сакаш некого е да му се ставиш на располагање, да го расположиш, да го охрабриш. Човек кој навистина сака е поттикнувач. Личноста која навистина сака е личност која прави разлика на луѓето околу себе. Затоа поставете си го ова прашање. Луѓето кои те познаваат, дали те сметаат за личност која сака или личност која постојано се жали? Колкумина од вас сакаат да бидат покрај некој што се жали? Никој од нас. Луѓе кои само се жалат за се, не прави никаква разлика што се случува. Тие наоѓаат за што да се пожалат. Побожните луѓе, силните луѓе, наоѓаат нешто добро, а не за што постојано да се жалат. Љубовта е многу важна. Потоа се разбира, човек кој има силен живот, сака, живее и му служи на Бог од своите духовни дарови. Сега, духовниот дар е дар за служење или дар на давање, дар на опомена. Сите тие се 7 главни дарови во книгата на Римјаните. Тоа само ќе ви даде радост да научите каков е вашиот дар, затоа што штом ќе почнете да делувате со вашиот дар, многу работи што сега ве мачат, повеќе нема да бидат болка. Всушност, вие само велите, значи тоа е така. И така, штом човек ќе го научи својот духовен дар, тогаш станува силен. Вие ќе работите од сосема поинаков ресурс. Духовниот дар е дар од Бог кој ви овозможува во одредена област од вашиот живот да работите исклучително добро. И така, кога се обидувате да направите нешто за што немате дар, е тешко. Но јас едноставно велам кога ја имате таа дарба, постои чувство на внатрешна сила. Сите имаме по еден или повеќе. Таа внатрешна сила ти прави нешто однатре. И вие ќе можете да направите подобро што и да правите. Потоа се разбира, брзо да прости. Силната личност брзо простува. Сакаш да си попречиш, држиш лутина, нема да простуваш, велиш, па каква врска има тоа со силен живот? Ќе ти кажам како вие е тоа. Личност која има дух што не простува, тоа ќе влијае на самите вас. На крај, тоа ќе влијае на вашето физичко тело. Ако имаш дух што не простува, држиш лутина или имаш чувство на омраза, тие ставови се ставови кои влијаат на личноста, затоа што, видете, што и да влијае на твоите емоции, влијае и на твоето тело, затоа што не можеш да ги разделиш духот, емоциите и физичкото тело. Сето тоа оди заедно. И тоа не е само духовна работа. Духовно е да се постапува така, но станува и физичка работа. Она што мислите и како се чувствувате ја прави разликата во светот. А силната личност внимава како се однесува со луѓето. И така треба брзо да простите. Да ви поставам прашање. Каква добивка има во животот на човекот кога се лути, не простува? Тие градат омраза во нивниот живот. Непријателство, тие само ја држат таму. Која е таа предност за тебе? Каква загубва има за тебе? Многу. Ја расипува вашата врска со Бог. Ти сакаш да ми кажеш дека ако мојата врска со некој друг не е правилна, тогаш и мојата врска со Бог не е исправна. Токму така. Еве што се случува. Кога ги држиш тие ставови во себе, тоа не само што ја попречува вашата врска со Господ, ги попречува секој аспект од твоето одење со Него. И тоа ќе влијае на вашето тело. Луѓето кои го имаат тој став, после некое време знаете каде прво се покажува? Точно тука. Почнувате да ги гледате. Се покажува таму, веќе работи внатре, но тука се покажува прво. Бог има намера да бидеме побожни и да одиме пред Него на свет начин. Тој не создаде на тој начин. И знаете што? Не прави никаква разлика ако милион луѓе ќе ви кажат дека не е во ред. Нека го кажат тоа. Вистината е она што го учи Божјото Слово. Ако размислувате за Бог, кој е свет, сака и простува, а велите, па некогаш го имам тој проблем. Се сеќавам на времето кога во мојот живот еднаш за секогаш се справив со тоа и знаев како да се справам.
Нешто што ми се случи и ме повреди, затоа едноставно реков: Господи, знаете сите работи што му ги кажувате, а тој не ги слуша. Како Господ да ми рече: се сеќаваш на крстот? Мислев, да. Колку пати сум ти простил? Да. Дали јас имам нешто против тебе? Не. Дали ти имаш право да држиш нешто против некого кога јас ти простив за се што некогаш си направил и претходно ти простив се што некогаш ќе направиш? Тоа ме излечи. Треба да ги лекува сите. Ако вие имате такви чувства кон некој друг, само погледнете на крстот. Неговите расширени раце и неговата пролеана крв се погрижија за сите наши гревови, сите наши грешки, сите наши душевни болки и сите наши товари. Силниот живот е полн со простување. Бргу простува. Потоа, се разбира, има внатрешен мир. Личноста која има силен живот, ќе има внатрешен мир. Зошто? Незината врска со Бог е правилна. Врската со другите е правилна. Тешкоти и болка влегува во вашиот живот. Што се случува? И покрај сето тоа имате мир. Можам да се сетам на ова. Некои работи што сте ги запомниле, никогаш нема да ги заборавите. Се сеќавам кога ги слушнав најлошите вести што сум можел да ги слушнам како пастор, најлошата. Имав телефонски повик и кога завршив го спуштив телефонот. Имав огромно чувство на неверојатен мир. Се сеќавам дека реков: Боже, ти ме носеше низ сите овие други бури, ќе ме носиш и низ оваа. Затоа што Бог е верен, тој ќе го одржи своето слово, без разлика што правиме. И сите тие работи вградуваат сила во нашиот живот, така што кога ќе дојдат поројните бури, ние не се колебаме, не се откажуваме, не престануваме. Потоа се разбира, слушнете го ова, припаѓање, припадност на црква, што учи од Библијата. Сега не би кажал никому каде да оди во црква, но можам да го кажам ова. Ако сакате да живеете христијански живот, треба да знаете што е всушност христијанскиот живот. Ако сакате да живеете побожен живот и да го следите Господ Исус Христос, треба да бидете поучени. Бог постојано ме учи. Учам цела недела. Не барам проповеди. Гледам и барам од Бог да зборува на моето срце. Научи ме нешто ново, работи во мојот живот. Ако одите во црква и седите таму 20, 30 минути или 1 час и никој не ја отвори Библијата, вие сте во погрешна црква. Може би тоа не ви се допаѓа, но да ви поставам прашање. Зошто да поминете 1 час во црква, а Божјото Слово да се игнорира? Затоа е црквата. Црквата е да го обожаваме Него, како да знам со кого обожавам од Словото Божјо. Многу е важно да припаѓате на црква, каде што тие го учат Божјото Слово, за да можете да растете во вашиот живот, да бидете силни и да бидете плодни за Царството Божјо. Нема да ви кажам што да правите во вашата црква, само прашувам, зошто би поминал 1 час во црква каде што не се проповеда Евангелието и за самите квалитети и карактеристики на семухниот Бог никогаш не се зборува. Исус е целосно игнориран. Зашто се работи? Јас не би одел во таква црква. Јас не би одел во црква што не го поучува Божјото Слово. Затоа што ова е наше време да му се поклониме. И она што ми помага да му се поклонувам е да ја знам вистината за него. Каде да го научам тоа? Го учам од самото читање, го учам од оние што поминале пред мене, кои исто така ме учат на вистините што тие ги научиле. Многу е важно, ако сакате да бидете силна личност, да имате извор од кој постојано се зајакнувате. Последното нешто што би го рекол, едноставно е ова. Овој вид на живот за кој зборуваме ќе влијае на животите на другите. Вие ќе имате влијание врз другите луѓе. Силниот живот секогаш влијае на другите луѓе. Затоа би ве охрабрил, без разлика дали слушавте или седевте овде, да ја земете оваа листа и ќе речете: па дали сето ова важи за мене? Јас сватив дека секако секој од нив се однесува на мене. Јас сакам секој од тие работи во мојот живот. Кога јас, например, сакам да се сетам на нешто или кога сакам да постигнам одредени работи, ги запишувам, ги ставам покрај мојот кревет, ги ставам на мојата работна маса. Со други зборови, ги разлистувам повторно и повторно, затоа што не сакам да ги изгубам. Можете да го ставите ова во вашата Библија и да кажете: јас ќе го држам ова на вистина блиску во мојата Библија. Не.
Идејата е да ги извадите од хартија и да ги внесете во срцето и во вашиот живот. Ако мислиш како на должност, ако го чуваш некаде блиску, ќе можеш да продолжи да читаш и да читаш. Ќе си помислиш: Боже, што ми недостасува во мојот живот, и Господ ти покажува. Пред се, ти не си ми послушен, или не поминувате време во молитва. Со други зборови, ако сакате силен живот и ако треба да ве прашам, колкумина од вас сакаат слаб живот? Никој нема да сака слаб живот. Што туку ги споделив со вас работите кои придонесуваат за силен живот, и се молам Бог да ги вгради во вашето срце и во вашите секојдневни активности од животот. Татко, ти благодариме оваа утро што си толку добар со нас, толку милостив и љубезен, дури и во нашите најдобри напори. Татко, ние се колебаме, ти си секогаш тука за да не собереш, да не одржуваш во движење и да не растеш да бидеме како тебе. Ти рече дека си не предодедрил да бидеме слични со тебе. Се молам овие вистини ти да ги втиснеш во секој живот и секој човек да биде доволно мудар да се погледне себе си во светлината на тоа што е силен живот и да донесе одлука да го даде најдоброто од себе. Во името на Исус. Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната www.intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето ни светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службите InTouch и овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.